Стручкиот турнир годинава можеби најсилен по однос на екипите кои што се дојдени по бројноста на каде играат во следната сезона во европските купови. Како е да се биде овде со екипа која што се дозволивме да се наречеме македонска, бидејќи има неколку македонци сега надвор од теренот, и како беше да се биде порано ете тука кога се беше и на терен. Една мала споредба. Овај терен мене тука ми почна ракометното детство, ако можем така да кажем. Значи сум играл доста пати на овој турнир. Фала на организаторот, благодарност. Мислам кога се јави на умче и кога не покани, откажавме силен турнир. Моравме да излеземе во пресрета, знаевме што ќе добиеме. Мислам гордост е чест да се биде на овој турнир, има премногу добри екипи. Мислам дека има две екипи кои се во Лига на шампиони, 4-5 екипи кои играат во ЕХФ куп и домаќинот Струга кој е многу подобар од претходната година. Како и сами рековте, мислам мене ова ми е втора година да бидам на нова позиција во клубот. Како 7 години играч и сега 2 години како да речам во став, малку ми е ново целата таа работа. Во целата таа работа гледав секогаш да направиме некоја лојалност меѓу нас, тоа ми беше најбитно. Како што рековте, имаме македонци и Велко Марковски. Значи, тоа беше прво нешто што сакав да сите викае кога замина да ми треба од одбраната. Јас викам подобар одбранен играч ни од Велко Марковски нема да имаме, тоа го покажува веќе сега ова втора година. Се надевам дека ќе биде уште подобар. Никола Митровски е еден, да речам, символ на нашата одбрана, на нашата екипа. Често поздравуван од нашата одбрана. Со Звонко Шундовски добивме доста. И оваа година сме, можам да речам, подобри затоа што донесовме 4 зајакнувања. И на секое место мислам дека сме подобри. Донесовме Јанко Кевич, кој него го познавав уште од подолго време, кога видов дека е можно да се донеси, веќе не ни размислувавме за друг среден. Имаше можност за Филип Кузмановски. Сакав Филип Кузмановски да дојде кај нас, али после тоа ги знаев и какви се проблемите во Металург. Не сакав да дојдам во ситуација да речеме дека еве сега као Констанца имаме пари, па да го слави македонскиот ракомет. И самиот му кажав на Филип дека е приоритет, али доколку дојди, дека сака да дојди сам, иначе да го тргнеме од Металург не сакав. Разговаравме тоа и со Ванчо Димовски. Отворена соработка, да речем, со сите, поготово со моите пријатели. Сепак сме ние другари и надвор од терен. Дојде Јанко Кевич на централна позиција, го донесовме Чиковани кој игра 8 години во Романија. Ни фалеше играчот на таа позиција. И едно, да кажам, така појачување имаме на голманската позиција, која овде има некоја повреда Салдаценка, кој е заедно со Никола Митревски, мислам дека се најдобар тандем, сигурно се најдобар тандем во Романија. Салдаценка е искусен голман, иако има само 24 години, е прв голман на белоруска репрезентација. И тоа ни беше целта. Значи секое појачување да биде подобро од претходното. Рековте кога на првата пресконференција дека сте овде за да се подготвите за Суперкупот во Романија. Очекувавте ли дека ќе играте финале во Струга? Па не мислам дека никој не очекуваше, ни вчера можеби Железничар не очекуваше дека ќе го добие Алинксас, ниту пак ние дека ќе стигнеме, ајде, можам да кажам, ден пред утакмицата со Струга, дека сме еден од фаворитите за да играме во финале. Најбитно од се ни беше да дојдеме тука, да одиграме добро, да се подготвиме за Суперкупот и најбитната работа да се вратиме здрави во Букуреш. Не очекуваат уште 2 меча, 2 надпревари на Стручкиот турнир и мислам дека одиме подготвени да ја одбраниме титулата од прошлата година од Суперкупот која извојувавме победа заедно против екипата на шампионот Динамо. Годинава во клубот е и Звонко Шундовски на клупата.
какви се амбициите? Дали со неговото доаѓање амбициите се зголемуваат и се оди на освојување на титулата во првенството на Романија, купот на Романија, секако и суперкупот, дали сега е првото? Значи, ние поставивме 4 цели ова година. Првата цел ни е последна недела, да пробаме да одбраниме титулата Суперкуп. Самите појачувања ни даваат за право да сметаме дека лани за еден гол не успеавме да влеземе во групната фаза на ЕХФ купот. Испаднавме од Магдебург за само еден гол во двомечот. Ова година таа ни е втора цел, значи како доаѓаат месеците во ноември веќе да обезбедиме пласман во групната фаза на купот на ЕХФ купот. После доаѓа купот на Романија и на крајот е плейофот. Ќе биде долго првенство. Мислам дека никој во Романија не може да каже дека ќе биде шампион. 3 години со ред е Динамо шампион. Во тие 3 години некој што ги освоил титулите, тоа беше Динамо, еден куп освои ЧСМ, ние и Суперкупот ние. Значи Динамо е апсолутен, да речам, од фаворит, затоа што во претходните години беше најдобар. Стеао е многу добра екипа, ЧСМ, ние и Турда. Тоа се 5 екипи кои сигурно ќе го дадат шампионот на Романија. Ќе биде тешко. Сепак мислам дека ние имаме добра клупа. Струката ни е најдобра од сите тие романски екипи. Публиката е на наша страна. Во градот Констанца единствено нешто што има тоа е ракометот. И сметам дека сме можеби најголемите фаворити за шампионска титула. Кажавте дека од минатата година сте на клупата, односно сте надвор од теренот, но вклучени во стручниот штаб на Констанца. Веќе сте со мастер коуч лиценца. Дали тоа значи дека планирате во иднина кариерата да се насочи кон тренери или нешто поинаку да се работи, ако да се биде тука веднаш до тренерите? Па искрено да ви кажам, од секоја сум сакал да останам во ракометот и никогаш не се гледав да сум на ова позиција како спортски директор на некоја екипа. Мислам, добра е работата со контакти, скаутингот, од секогаш ме правил среќен, али нешто тренерската работа ми е, така да речам, повеќе ја сакам. На добар пат сум, го имам Звонко Шиндовски, го имам Марко Исаковиќ, кој имам стварно одлична соработка. Лиценцата сама по себе мислам дека ништо не значи, можеби секој можеби да дојде до лиценца, али таа лиценца треба да се оправда на терен. Така да сега во овој момент сум тука, среќен сум и се надевам на многу подобри резултати од прошлата година. Благодарам многу. Во недела нека биде титула овде во Струга, а потоа за една недела и титула во Романија во Суперкупот. Па би ја заменил јас таа, подрага ми била таа во Романија. Али секако фала ви многу. Фала.